Сезоната на респираторни вируси во комбинација со загадениот воздух, како што најавивме на почетокот, сериозно влијае врз здравјето на луѓето. Каква е епидемиолошката состојба во моментот во земјава? Разговарам со мојот гостин, професор доктор Александар Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и да посакам на гледачите среќна нова година, убави празници и здрава и успешна нова година 24-та. Да, кога си посакуваме убави желби со почетокот на новата година, на прво место ни е здравието, па потоа се друго. Секогаш така е. Периодов се соочуваме со комбинација на респираторни вируси, сезонски грип, ковид и голема кашлица. Какви се проценките на Комисијата за заразни болести за епидемиолошката состојба во земјава во моментов? Дали е загрижувачка? Епидемиолошката состојба во моментов е се уште стабилна. Да, се размрдуваат бројките, се зголемуваат бројките, се појавува големата кашлица од која неаме често многу случаи, меѓутоа ништо од тоа не представува некаков сериозен притисок на здравствениот систем и од тие причини проценуваме дека состојбата е стабилна. Да, меѓутоа за следнава недела имаме закажано еден состанок на кој ќе ги разгледуваме тековните, новите бројки и ќе видиме дали има потреба од донесување на некакви по-специјални мерки. Враќањето на старите вируси, кои што доминирале кога немало вакцини, сега во 21. век се во редовниот календар на вакцинација, а се болести кои што можат да доведат до сериозни компликации, го отвара прашањето за одговорноста за грижата на родителите за здравјето на нивните деца, а потоа и генерално за грижата за колективниот имунитет. Да, тоа е сериозна обврска. Да. Колективна на секој еден, на секој една индивидуа и тука некако закажуваме, пак ќе кажам, дека не сме доволно успешни, не сме доволно ефикасни во објаснувањето на бенефитите, на користа од вакцините. Конкретно вакцината против пертусис е една од најстарите вакцини, повеќе од 50 години се употребува во светот и тука апсолутно нема простор за некакви приказни, за некакви сценарија. Многу е јасно, очигледно е дека е тоа вакцина со многу корист, а со многу малку штета за оние кои ја примаат. Меѓутоа, да, во последниве години сме сведоци дека има и организирана некаква кампања која влева страв, недоверба во луѓето, комбинирано со недовербата општо во системот, според кој функционираме, води до резултат таков каков што имаме. Иако баш со пертусис вакцинацијата и не сме така лоши, со некои вакцини сме полоши, тука имаме покриеност од 83,9% со примовакциналната серија, таа што оди во 2, 4 и 6 месец, но секогаш може и подобро. Кога колективниот имунитет, кога покриеноста би била над 95%, би биле многу покомотни и не би стравувале од ширење од земање на поголем замав на овие инфекции. Практично ми одговоривте на следното прашање, која е причината за појавата на големата кашлица. Јас само ќе кажам дека загрижувачки за здравствените власти и за граѓаните е токму појавата на големата кашлица, која што најголеми бројки, најзагрижувачка е во регионот во Хрватска, има и високи бројки и во Србија, посебно во Белград. И сега прашањето и се заканува ли и на Македонија епидемија од голема кашлица. Во државата засега има само 2 позитивни случаи, едниот е од Кичево, вториот случај е веќе хоспитализиран во Козле, станува збор нели за 6-месечно бебе од Скопје, двете деца не се вакцинирани. Ова првото не е баш дете, 94-та година е родено и тој случај е импортиран, значи девојката за која станува збор осетила симптоми во странство каде што живее, таму се тестирала, па дошла на гости, да кажеме, во Македонија за празниците и тука го добила резултатот од таму, од каде што живее. Значи, тој не е внатрешен случај, практично имаме еден случај. Тоа е доста различно од регионот кој се соочува со илјадници случаи. Например, во Хрватска се над 4000 случаи, во Србија се над 1000 случаи, што е малку чудно, бидејќи ние сме со епидемиолошката состојба, со прифаќањето на вакцините, со здравствените системи, малку послични од споредба кога ќе правиме со западноевропските земји. Не знам дали можеме да очекуваме, како што реков, 83,9% од децата до 6 месеци покриени со 3 дози на вакцина не е лош процент. Меѓутоа не е ни добар, затоа што стремежот, ние сакаме да стигнеме, препораките се, да стигнеме над 95%.
Сега, да, во околината ја има почесто инфекцијата и ние се спремаме барем за препознавање на симптомите и брза реакција која што е поврзана со подобар исход од болеста. Ги спомнавте препознавањето на симптомите, ќе истакнем уште еднаш дека најмногу заболуваат деца, бебиња до 12 месеци, но и возрастни кои полесно ја поминуваат, но се пренесувачи на болеста по респираторен пат и тука е ризикот, всушност во периодот на инкубација кога немаме изразени симптоми, тогаш и се пренесува вирусот и затоа овде треба да имаме препознавање на симптоми за понатаму може нели да се третира и лекува болест. Ајде во таа насока малку повеќе информации. Па еве ова информирање, зборувањето за големата кашлица, бидејќи иако се работи за ретка болест, ние во изминатите години не дека сме имале нула. 2021-2022 да, имало нула случаи, но предходните години имаме 2-3 сме имале години со по 39 случаи, значи болеста е спорадично присутна, од време на време, по некој случај се појавува. Сега малку сензибилизирани од регионалната поставка, од регионалната состојба, треба да зборуваме, матичните лекари треба да помислуваат за да можат навреме да организираат тестирање. Да бидеме подготвени. Потоа има и превентивно давање на лекарства на оние кои се изложени на контактите. Меѓутоа, ова епидемиолошка обработка работи прилично добро и за детето 6-месечно, и за девојката. Тие се организирани, значи и анкетата, и реагирањето после анкетата, односно спроведувањето на превенцијата, така што тоа е едно од посветлите точки во здравството наше. Споменав и на почетокот на најавата дека се наоѓаме во период на сезона на респираторни вируси. Сега мораме да истакнеме дека симптомите меѓу респираторниот вирус, грипот, COVID-19 се многу слични и тешко се разликуваат и поставуваат многу прашалници кај граѓаните. Во таа насока, кои се препораките и за граѓаните, но и за здравствените власти? Преполнени се амбулантите, но и колку тестирања се прават, колку може да се држи под контрола ова состојба? Во бројки, според Институтот за јавно здравје, повеќе има заболени од сезонски грип, а помалку од COVID-19 и дали овие бројки соодветствуваат со гужвите во амбулантите и оние кои дома се лекуваат граѓани, а се уште не се најавиле на лекар? Дали го знаеме реалниот број на заразени во сезона на грип? Реалниот број не го знаеме, меѓутоа има некои пресметки според кои ние сме влезени. Ова е првата недела како државата ни влегува во сезоната на грип со преминување на прагот од 30 ново откриени случаи неделно на бројка од 100.000 жители. И за очекување, според искуството од минатите години, според текот на сезоната на грипот, дека бројките ќе се зголемуваат. Што се однесува до тестовите, тие не се реална представа, ама се некаква представа. Например, еве минатата недела, ова последната од 1 до 6 јануари, се направени вкупно 682 теста за COVID. Од нив 70 или 72 може би беа позитивни тестови, што е некој 11% од вкупно направените тестови се позитивни и тоа зборува за бројка дека секој 10 кој се тестира за COVID е позитивен, значи не се големи бројките на пациенти со COVID. Секако тоа не се реалните, не се тестираат сите. Голем дел од луѓето ги ја поминуваат болеста дома. Најдобро е кога болеста ќе се појави, луѓето да не делуваат на своја рака, затоа што има и лекови за COVID, има лекови за грип. Тоа треба да го прават, земањето евентуално на терапија треба да го прават во консултација со матичните лекари, а матичните лекари ќе оценат кај кој пациент е потребно да се направи тестирањето и кај кој е потребно да се ординира терапија. Тоа е најдобриот начин да се заштитат. Споменавте и предходно дека вакцинацијата е најбезбедна и најсигурна и најефикасна заштита и од магарешка кашлица, но и од сезонскиот грип и од COVID-19. Потребен е висок процент на вакцинација за да бидеме безбедни од болести. Тој процент, рековте, треба да биде достигнати 95%, па да кажеме дека немаме ризик за колективниот имунитет. Споменавте бројките во однос на вакцинацијата некаде се движат 70-80%, зависно за која вакцина се работи. Значи, генерално, задоволително ниво, но сепак треба малку повеќе да се работи на покачување. Не е задоволително, бидејќи 20 деца од 100 невакцинирани е голема бројка, голема дупка. И
тоа само како 20 може би не личи многу, меѓутоа како колективен имунитет е отворена врата. Тие 20 ја расипуваат сигурноста на сите овие останати кои што се вакцинирале. Значи, или имаме колективен имунитет, или немаме. А за да го постигнеме, мора да имаме над 9 за различни болести, различен е процентот, различен е прагот кој треба да го постигнеме. И затоа мора да се апелира на колективната одговорност, оти ние живееме во колектив. Не живееме во племе и секој за себе да е одговорен. Не, сите имаме одговорност за колективот. И затоа мора да се инсистира, дури сме и премногу лабави по моje мислење, по однос на ова толерирање, да кажеме, на неприфаќањето на науката, да. Во нашата држава имунизацијата е обврска и неисполнувањето на вакциналниот календар за неисполнување следуваат и казни. Тука се поставува прашањето за неодговорноста на родителите и грижата за здравјето за своите деца, недовербата кон здравствениот систем, потоа прашањата за безбедноста и последиците од вакцините, но и големиот број на дезинформации кои што граѓаните може да ги слушнат и да ги прочитаат, особено изразени за време на ковид пандемијата. Тука се поставува и прашањето како да се охрабрат сите оние кои со недоверба пристапуваат кон вакцини и како да ги убедиме да веруваат на медицината и научните студии кои што ја потврдуваат безбедноста на вакцините. Како и јас би сакал да знам. Многу убаво ги лоциравте сите овие елементи комбинирано заедно се причина за недовербата. На прво место е недовербата во здравствениот систем, недовербата во институциите, недовербата во експертите и сите коментираат за сите имаат познавања. Единствен начин за борба со оваа многу добро организирана кампања, значи се работи за навистина организирана, тоа не се инцидентни, тоа се информации убаво склопени, половично кажани, за да делуваат како научни информации, а всушност да ја пренесуваат идејата дека вакцинацијата е штетна, дека вакцинацијата е не знам каква манипулација со телото. Единствен начин да се справиме е со пласирање на доволно аргументи. Аргументи има многу. Научните аргументи се во изобилие и многу се повеќе од аргументите против вакцинациите. Во секоја серија на вакцини има несакани ефекти, но тие се минорни во споредба со ризиците ефектот што го постигнуваат. И во споредба со она што болеста може да го предизвика. Значи во секоја варијанта вакцините се побезбедна опција и треба да се бира таа опција. Сега гледам во тека некоја од УНИЦЕФ организирана кампања, вака ми делува прифатливо, но еден билборд не ни ги решава проблемите, не ни ја решава. Мора да сме отворени за сите прашања кои ги имаат неверните, за со аргументи да дискутираме дали е добро или не е добро вакцинирањето. Презентирајќи ги бројките од Институтот за јавно здравје, споменавме дека има повеќе заболени од сезонски грип отколку од COVID-19, но би сакала вака да ни објасните каква е состојбата во земјава со COVID-19, кои варијанти освен Омикрон циркулираат кај нас? Сите варијанти после Омикрон кои се појавија се наследници на Омикрон. Значи од таа фамилија потекнуваат. Во моментот имаше едно секвенционирање пред недела или 10 дена, нешто така, и во него се потврдува присуството во околу 50% од секвенционираните случаи на JN5 варијантата, а тоа е варијанта позната како пирола. Пирола последниве години и во светот исто така е доста застапена и подваријанти кои потекнуваат од пиролата. Сите тие се разликуваат помеѓу себе во нијанси, но секоја една нова варијанта која ја победува по честота, по распространетост предходната, е поспособна да го надмине имунитетот кој веќе е стекнат за предходните варијанти. За среќа, ние имаме доста солиден сега како човештво, зборам, имунитет врз основа на оние неколку пати поминати инфекции, врз основа на вакцинацијата и генерално сме прилично безбедни. Треба да дојде до некакво тектонско поместување во комбинирањето на генетскиот материјал на ковидот, за да се случи некаков спектакуларен прогрес, но се надеваме дека до такво нешто нема да дојде, а и никаде од светот
Нема такви податоци. Кога станува збор за тестирањето за COVID-19, се тестираат само оние кои што би имале некакви компликации од вирусот, па потребно нели болничко лекување. Генерално тие што се со полесни симптоми можат и без тестирање да го пројдат и докаде сме со вакцините за COVID-19. Дали се уште може да се вакцинираат граѓаните? Да, и може и се повикуваат, особено оние со хронични болести. Сега групите кај кои се препорачува вакцинацијата се скоро изедначени со оние за кои се препорачува вакцинација за грип. Тоа се хроничните болни, постарите над 65 години луѓе. Грипот се препорачува вакцината и кај мали деца, за ковид ја нема таа препорака, но генерално оние кои се со покревко здравје им се советува да се вакцинираат, да имаат апдейтиран имунизацијски, имунолошки статус, затоа што секако полесно ќе ја поминат евентуалната инфекција. Тоа што останува здравствениот систем, надлежните институции да бидат подготвени за пикот на сезонскиот грип, кој што се очекува и крајот на јануари, почетокот на февруари. Вие како комисија најавивте наредната недела ќе излезете со ваш став и ќе одлучите дали се потребни препораки или можеби одредени мерки. И уште еднаш ќе апелираме до сите наши граѓани дека крајно време е да се смени менталниот склоп. Секое вакцинирање значи спасување на живот и затоа ќе апелираме до родителите, ако сакаат да се грижат за здравјето на своите деца, треба да ги вакцинираат и да ги превенираме појавите на заразните болести. Вашиот апел? Секако тоа да не го доживеат како силување, туку апелот е да се информираат од вистински места. Сите вакцинални пунктови, педиатри се информирани, имаат изготвени се некакви брошури во кои клучните прашања се одговараат. Например, една генерално прифатена безмислица е дека за вакцинирање со МРП вакцината треба да се почека детето да проодело или да прозборувало, бидејќи во спротивно не знам какво чудо ќе се случило. Тоа се безмислици, тоа нема никаква врска со ниедна светска препорака. Значи, сите недоумици може да се расчистат со компетентни лица и ги повикувам просто да се информираат за секое недоразбира, за секое нејаснотија прашање кое го имаат, може да се најди соодветен одговор. Во таа насока, со цел за подобро информирање за граѓаните, беше вашето гостување во денешната емисија. И јас така го сваќам. Ви благодарам многу, ми беше задоволство. Исто така.